Вие сте со програмата на КТВ, емитуваме вести. Во рамките на проектот реконструкција и доградба на постоечката надземна мрежа за улично осветлување во Кавадарци, одделението за улично осветлување при општината работеше на реконструкција на улично осветлување и проширување на надземна мрежа на влез на село Бегниште. Поставени се 3 дрвени столба и 3 светилки, влез на село Ресава 5 столба и 5 светилки и пат кон Моклиште приклучени на електричната енергија, 10 светилки поставени на 10 дрвени столбови, информираат од пресслужбата на општина Кавадарци. Синоќа во 22 часот полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода ОВ 42 години од Кавадарци затоа што со подесен алат се обидел да влезе во дом сопственост на ГД од Кавадарци. ОВ бил задржан во полициската станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во ОВР Кавадарци било пријавено дека околу 14 часот и 30 минути на улица Маршал Тито во село Марена се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Шкода со кавадаречки регистарски ознаки управувано од ДС 43 години од Кавадарци и патничко возило Фијат со кавадаречки регистарски ознаки управувано од ВС 29 години од Ваташа. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи, а со телесни повреди се здобил Ађ 32 години, сопатник во патничкото возило Фијат, констатирани во Кавадаречката болница. Увид на место извршила увидна екипа од ОВР Кавадарци. Скандалозни се последните најави на владата со кои сака да ги искриви реалните пресметки на потрошувачката кошничка, реагираа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. Власта измислила сама да пресметува колку чини животот на граѓаните и се обидува да го убеди народот дека со 400 евра може да се живее. Ама граѓаните да не одат на одмор, да немаат можност ниту за кино или театар, тоа било луксус според власта. Да се живее само за сметки и храна, и тоа од листата на препорачани производи од владата. За владата папаја, манго и аспарагуса, за граѓаните само трошки, порачаа од СДСМ и додадоа. За граѓаните да биде луксус одморот, а власта да изнајмува цели авиони на грбот на народот. Целта на владата е да го замени реалниот показател, минималната синдикална кошничка, со нова, владина, креирана просечна потрошувачка кошничка. Ама не за 4-члено семејство, туку за 3-члено. Нема веќе мама, тато, дада и бато. Како што најави премиерот за пиар, сега има само тројца за бројките да изгледаат подобро. Зошто токму просечна кошничка, прашуваат од СДСМ и додаваат, затоа што се споредува со просечна плата која расте побрзо и се прикажува секој месец. Минималната еднаш годишно. Така ќе покажуваат раст на стандард, но само на хартија. Не и за граѓаните со минимална плата. Новата просечна кошничка ќе ги игнорира реалните трошоци, сметаат социјалдемократите. А токму просечната потрошувачка кошничка треба да мери просечен стандард со реални трошоци за едно семејство со пристојна исхрана, квалитетни производи, културен живот, не само гол опстанок, беше речено на крај од пресконференцијата. Наместо вистински реформи за подобрување на стандардот на граѓаните, десничарската влада предводена од ВМРО-ДПМН реши да го редефинира самото значење на сиромаштијата. Не ја зголемуваат минималната плата, напротив, се нафатија да ја прекројуваат потрошувачката кошничка, да ја сведат на леп и сол, за утре да можат да кажат дека се живее со бедните плати што ги испорачуваат и со високите цени на кои никако не им застанаа на пат, пишуваат во денешното соопштение од Левица. Оваа ненародна власт не само што не ја чувствува реалноста, туку и свесно ја искривува. Според сите официјални податоци, најзастапени домаќинства во државата се 4 члените, но тие решија пресметките да ги прават за трочлено семејство, само за да ја намалат сумата и да си ја оправдаат социјалната нечувствителност. Ова е безсрамен обид системски да се избрише реалната беда, не преку решавање, туку преку статистичко манипулирање. Подсетуваме дека додека народ
народот го учат дека летување е луксус, а цигарите и алкохолот се не дозволива разонода, владата на ДПМН брутално се расфрла со народни пари. Летаат со приватни авиони, јадат папаја и аспарагус, готват октоподи и бифтек од млади говеда стари од 18 до 24 месеци, се на трошок на буџетот кој го полни работникот. Тоа е нивниот реформски морал. Леп и сол за народот, луксус и раскош за врхушката, пишува во соопштението од Левица. Марионетата на Заев, наместениот председател на СДС Венко Филипче, има огромна поддршка од Заев заради нивното минато. Минатото на Заев и Филипче за жал продолжува во сегашноста преку потрчкото на Заев. Филипче кој сега го глуми Заев во СДС, велат од ВМРО ДПМН. Заев не може да се откаже од Филипче, бидејќи тој во сегашноста му ги води политиките, а во минатото тендерите. Да ја подсетиме македонската јавност дека Филипче беше фатен во крвави тендери вредни 35 милиони евра. За среќа на македонската јавност, ВМРО ДПМН, јавноста и медиумите го спречија ова. Инаку тендерот ќе завршеше во раците на фирмата со име АХР Лаб, која беше без корпоративна електронска пошта, односно нејзиниот мејл беше žuti@yahoo. Заев и Филипче треба да бидат минато на политичката сцена, а не Заев да го промовира Филипче како ново лице на СДС. Заев и Филипче се директни виновници за сите работи заради кои тоневме како држава, пишуваат во соопштението од владеачката ВМРО ДПМН. Времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец, температурата ќе се движи во интервал од 4 до 20 степени. Од понеделник следува период на променливо облачно и релативно топло време, со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен јужен ветер. Ги гледавте вестите, ви посакувам секое добро.